Сега во урбаните вести. Поради загадување на воздухот и надминување на прагот на информирање, Министерството за животна средина и просторно планирање упатува препораки до населението да не се излегува без потреба и да се користи јавен превоз. Ова е првата вест за денеска, останете со нас. Обновен дрворедот на Рузвелтова. Продолжува акцијата за обнова на дрвореди во Скопје. Воздухот во Скопје и денеска загаден. Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерството за здравство со препораки до населението. 7500 волонтери помагаат во ситуации на катастрофи, кризи и справување со мигранти. Полициска канцеларија за превенција ќе се отвори во општина Илинден. Со обнова на дрворедот на Рузвелтова, град Скопје ја продолжува есенската акција за обновување на дрворедите низ Скопје. Се заменуваат сите исечени и паднати дрвја со нови, здрави, висококвалитетни листопадни садници. Исто така од градските сообраќајници ќе бидат отстранети 500 пенушки и на нивно место ќе се засадат нови здрави садници. Со целосно обновување на дрворедот на улицата Франклин Рузвелт, град Скопје ја продолжува акцијата за обновување на дрворедите низ Скопје. Дел од големата есенска акција за зазеленување на градот. Денеска се обновуваше дрворедот на Рузвелтова и тоа од двете страни по должина на улицата, од булевар Илинден до улицата Васил Ѓоргов, со садници какви што претходно имало на дрворедот. Портпаролот на град Скопје Валјон Салиху истакна дека и местата каде што ќе се отстрануваат пенушките ќе се засадат нови садници. Како што рече, нивна обврска е пред граѓаните да се врати изгубеното зеленило. Продолжуваме со обновување на сите постојни дрвореди во центарот на градот и подигнување на нови дрвореди во Ѓорче Петров и во Битпазар во рамките на есенската сезона за садење. Речиси 500 пенушки на градските сообраќајници ова есен ќе бидат отстранети и на нивно место ќе се засадат нови садници. Обновата на дрворедите низ градот ќе се реализира на начин што новите садници ќе бидат засадени внимателно, грижливо, со автентичните видови како што претходно постоеле на истите места. Ова есен ќе бидат засадени 3500 висококвалитетни листобатни садници на повеќе локации во сите скопски општини. Земавме обврска пред граѓаните да го вратиме изгубеното зеленило и да се бориме за секој сантиметар слободен простор за ново зеленило. Преку надоместување на изгубеното зеленило, зголемувањето на бројот на парковите и дрворедите и заштита на сите јавни зелени површини во сите општини во градот, сериозно работиме на намалување на загадувањето и подобрување на животната средина во градот, рече Салиху. Влогот во здравата животна средина е трајна придобивка која директно влијае во здравјето на граѓаните. Затоа константно работиме за да на граѓаните им обезбедиме што повеќе чисти и зелени површини. Оваа есенска акција градот ја реализира заедно со сите скопски општини, кои во неа учествуваат со своји работници, механизација и садници. Воздухот во Скопје и денеска е загаден, а од синоќа мерните станици покажуваа висока концентрација на PM10 честички, односно над 200 микрограми на метар кубен. Поради загадувањето на воздухот и надминување на прагот на информирање, утврден на вредноста од 200 микрограми на метар кубен во текот на 2 последователни денови, Министерството за животна средина и Министерството за здравство упатуваат препораки до населението. Воздухот во Скопје и денеска е загаден. Концентрациите на PM10 честичките од синоќа се над 200 микрограми, достигнувајќи до 588 микрограми на метар кубен. Во центар, од синоќа во 22 часот е над 200 микрограми и се движи од 233 па се до 357 микрограми, што се регистрирани во 1 часот по полноќ. Во Карпош концентрациите над 200 се присутни од 18 часот, а највисоката од 433 е достигната во 21 часот. На станицата за мерење на квалитетот на воздухот кај ректорат се евидентирани концентрации над 200 микрограми од 16 часот вчера, а во 2 часот по полноќ достигнале до 390 микрограми.
Во Бутел на мерната станица над 200 микрограми се забележани од полноќ, а најзагадано било во 17 часот вчера со 315 микрограми на метар кубен. Најзагаден бил воздухот во Милодиновци, со измерени 588 микрограми синоќа во 20 часот. Последните мерења покажуваат концентрација од 137 микрограми во Бутел, 159 во Милодиновци, 209 во Карпош, 238 кај Ректорат и 243 во Центар. Среднодневната гранична вредност од 206 и 233 микрограми изнесувала во Карпош и кај Ректорат во Скопје. Борбата со загадувањето продолжува. Граѓаните, за да се заштитат барем малку од загадениот воздух, практикуваат да носат маски, користат прочистувачи на воздух во домот или пак не практикуваат да излегуваат кога ќе има магла и висока концентрација на PM10 честички. Но има и такви кои не користат ништо за заштита од загадувањето. На кој начин се заштитувате од загадувањето во Скопје? На никој, не Господ. Какво загадување? Не сеќамо ништо ми е тоа. Никако не се заштитувам. Не излегувам кога е магла и тоа е да. Никаков. Најнормално. За да се активираат мерките, потребно е вакви надминувања од 200 микрограми на кубен метар на 2 мерни станици да има во 2 последователни дена. Од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање, доставена информација за надминување на прагот на информирање до Институтот за јавно здравје, Државниот инспекторат за животна средина, град Скопје и единиците на локалната самоуправа, каде има епизода на алармантно загадување на воздухот со надминување на прагот на информирање за PM10 и препорачува да се користи јавен превоз, возилата да не се користат без поголема потреба, повеќе лица да се возат со едно возило во исто време, да не се користи со затоплување на простории и прегорено отпадно масло, лакирани или обоени отпадоци од дрво и мебел, стиропор, пет амбалажа, парчиња гума и било каков синтетички материјал. Правилно да се користат печките за дрва. Министерството за здравство и Институтот за јавно здравје на Република Македонија препорачуваат ограничени движења и активности на отворен простор на најранливата популација, деца, стари лица и болни од хронични болести, но и за лица кои својот професионален ангажман го обавуваат на отворен простор во загадените зони на градот. Полициска канцеларија за превенција ќе се отвори во општина Илинден. Потребата од поголема присутност на полицијата во општината е поради подобрување на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот, бидејќи општината многу брзо се развива и веќе има над 20.000 жители и голем број граѓани кои гравитираат низ општината. Поради брзиот развој на општина Илинден и во насока на подобрување на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот на нејзина територија, наскоро во општина Илинден ќе се отвори полициска канцеларија за превенција, која ќе биде сместена во општинската зграда. Оваа одлука истакна градоначалникот на општината Жика Стојановски на седницата на локалниот совет за превенција, која се одржа во општината, чија цел е подобрување на безбедноста, дефинирање и интензивирање нови активности во општина Илинден. Стојановски посочи дека општината се развива многу брзо, па затоа една од областите е покривање со полициско присуство, бидејќи општината веќе има 20.000 жители, а дневно движење по сообраќајниците е дури поголемо од овој број. Сашо Велковски, командир на полициската станица Газибаба, како член на Советот за превенција, ја истакна одличната соработка со општина Илинден. Тој посебно нагласи дека цел на полицијата не е репресијата, туку напротив преземањето на превентивни мерки за да не се случуваат немили настани, што е всушност целта и на овој локален совет за превенција. Локалниот совет за превенција представува еден вид сервис на граѓаните, а неговата работа ќе зголеми довербата меѓу владините институции, локалната самоуправа, граѓанскиот сектор и граѓаните и ќе ја подобри нивната меѓусебна комуникација. А неговата цел е подобрување на јавната безбедност на подрачјето на општината, како и градење на доверба и партнерски односи во превенирањето на појавите кои влијаат на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата. Со секојдневно отстранување и санкционирање непрописно паркирани возила, јавното предпријатие Паркинзи ќе се обиде да го доведе вред сообраќајниот хаос и проблемот со непрописно паркирање во Центар.
За само една недела санкционирани се 177 непрописно паркирани возила. Сообраќајната полиција и ПАЈАК, службата на јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар, во период од 26 ноември до 1 декември годинава, санкционираа 177 непрописно паркирани возила, од кои 6 несовесно паркирани возила биле затекнати на паркинг места за лица со посебни потреби. За трајно решение на сообраќајниот метеж и проблемот со неправилното паркирање, неопходна е поголема сообраќајна култура. Затоа јавното предпријатие Паркинзи и СВР Скопје во наредниот период ќе продолжат со секојдневно отстранување на сите непрописно и несовесно паркирани автомобили во општина Центар, со цел да се подигне сообраќајната свест на повисоко ниво и да се зголеми безбедноста во сообраќајот, информираат од Паркинзи. Оттаму апелираат до граѓаните да ги почитуваат прописите и да ги оставаат своите возила само на пропишаните места, за да им се овозможи на пешаците и велосипедистите нормално движење по тротоарите и велосипедските патеки, а на возилата безбедно движење по улиците. Црвениот крст денеска го одбележува Светскиот ден на волонтерството. Околу 7500 волонтери на Црвениот крст Македонија помагаат во ситуации на катастрофи, кризи и справување со мигранти, а со тоа шират солидарност и хуманост. Околу 7500 волонтери во рамки на Црвениот крст на Република Македонија помагаат во справување со последици од катастрофи на семејства во социјален ризик, но се подготвени да се стават и на располагање и за други кризни ситуации. Волонтеризмот, како што истакна денеска генералниот секретар на Црвениот крст Саид Саити, помага во ширењето солидарност помеѓу луѓето, што е добра основа за мобилизирање на населението кога е потребно, односно во ситуации на поголеми катастрофи, кризи и справување со мигранти. Ценејќи го потенцијалот на волонтерите, нивната важност и вредност, негуваме политики и активности кои се во функција на нивно привлекување во нашите редови. Со нивна помош и поддршка кои делуваат во партнерски односи и релации со нашите вработени и со нашите корисници, изминатава година бевме во ситуација да помогнеме на над 20.000 луѓе кои беа погодени од последици од катастрофи. Бевме во ситуација да помогнеме над 10.000 семејства кои беа во социјален ризик, секако дека со нивните активности бевме во ситуација да собереме околу 55.000 единици крв и многу други активности. Значи, Црвениот крст на Република Македонија гради активни политики во правец на нивно привлекување, затоа што цениме и сметаме дека нивната активност придонесува за стварање на покохезивни заедници во државата. Сето тоа помага во дистрибуција и ширење на солидарноста помеѓу луѓето. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска смета дека системот на социјална заштита се збогатува со учеството на волонтерите. Таа смета дека треба да има што повеќе граѓани кои сакаат своето слободно време, искуство и знаење да го споделат со цел унапредување на квалитетот на живење на оние, како што рече, кои што се понранливи или денеска не можат, но можеби утре и тие ќе помогнат некому во нашето општество. Едно општество без солидарност не може да функционира. Токму затоа сметам дека волонтерството како алка во целиот систем е многу важно. Овие граѓани се за посебна почит, денеска им даваме таква почит и треба да имаме што повеќе граѓани кои што ќе сакаат своето слободно време и своето знаење да го споделат со цел унапредување на квалитетот на живење на оние кои што се поранливи или оние кои што денеска не можат, но утре можеби ќе може и тие да пружат одредена помош во нашето општество. Волонтерите се луѓе кои имаат огромни капацитети, пред се човечки, кои се мотивирани од алтруистички побуди и доброволно се ставаат во функција на помош и поддршка на ранливите категории граѓани. Една од нив е и Аленка Шопова, која е една од волонтерите и председател на клубот на млади на Црвениот крст. Па во оваа хуманитарна организација сум негде од 2010 година, така да веќе бројам некои 8 години во ова хуманитарно движење. Што поточно се вашите задачи? Моите задачи како волонтер беа да многу помагам во заедницата, да пронаѓам целни групи и нивните потреби да ги локализираме, за понатака да им помогнеме, за да имаме едно секако поздраво и постабилно општество. Има ли некој проект со кој што посебно се гордее?
Па да, во рамките на општинските организации имаше многу повеќе, но едно што мене многу ми остана е врсничките едукации кои што ги правиме во рамките на Црвениот крст на Република Македонија, преку кои што успеваме да достигнеме до сите млади, од сите возрасти, од најниска до секако и до студентите, каде што зборуваме на теми кои што можеби се табу во нашето општество, на малце повеќе да ги информираме, да ги едуцираме, за секако да имаме поздрави млади. Така. А може да ни кажете, еве денеска е светски ден на волонтерството, каква е состојбата во Македонија? Дали сакаат младите да волонтираат? Па младите сакаат да волонтираат, сакаат да се активни и да направат промени во своето општество. Секој млад човек сака да се чувствува корисен. Во нашата организација има негдека над 7000 волонтери, во светот број околу 17 милиони, што кажува дека младите навистина сакаат да се активираат, секако треба да ги привлечете и да им понудите проекти и активности во кои што тие може да се активираат и да ги искажат своите способности кои што можеби се поинакви од нивните останати врсници. 25% од вкупниот број жртви во сообраќајни незгоди се пешаци. Според статистиките, годинава, заклучно со септември, повредени се 626 пешаци, а загинати се 17. Непочитување на правилата и од страна на пешаците и од страна на возачите е причина број 1 за сообраќајни незгоди во кои страдаат пешаците. Пешаците како учесници во сообраќајот се најмалку казнувани и контролирани, а статистиките покажуваат дека годинава, заклучно со септември, повредени се 626 пешаци, а загинати 17. Во 2017 година биле повредени 914 пешаци, а 34 загинале, од кои 17 пешаци биле на 65 годишна возраст. Од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата наведуваат дека искуствата покажуваат оти голем дел од пешаците не се свесни дека и тие се активни учесници во сообраќајот. Улицата ја преминуваат надвор од пешачките премини, најчесто таму каде што ним најмногу им одговара. Каде што им е најкраток патот, го претрчуваат коловозот, прескокнуваат џардиниери и огради, претрчуваат на црвен пешачки семафор. Пешаците најчесто страдаат во сообраќајни незгоди во услови на намалена видливост, во раните утрински и во доцните вечерни часови, на неосветлени коловози или на неосветлени пешачки премини. Анализите покажуваат дека бројот на пешаци кои страдаат во сообраќајни незгоди, случајни токму на пешачки премин, е многу голем. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата апелира до возачите дека нивна обврска е секогаш да се движат со особено внимание кога се приближуваат кон пешачки премин, да ја намалат брзината, да застанат и да ги пропуштат пешаците на пешачкиот премин. Но како што велат, тоа никако не значи дека пешаците имаат апсолутно право први да ја преминат улицата. Напротив, тие се должни да ја преминат улицата, откако ќе се уверат дека тоа може да го направат без да го загрозат својот живот, но и безбедноста и животот на возачите кои им доаѓаат во пресред. Според нив загрижува фактот што околу 25% од вкупниот број жртви во сообраќајни незгоди се пешаци. Заимното непочитување на ова правило е причина број 1 за сообраќајни незгоди во кои страдаат пешаците. По примерот на европските и светски кујни, и во Скопје ќе се организираат часови по готвење. Темата ќе биде подготовка на slow food храна, со цел да се намали конзумацијата на брзата храна, која и покрај лошото влијание врз организмот, речиси сите ја конзумираат. Еден час ќе чини 1200 денари, а ќе се одржува во средното угостителско туристичко училиште Лазар Танев. Денеска во хотелско-туристичкото училиште Лазар Танев во Скопје беше промовирана иницијативата Часови за готвење Slow Food, во која во периодот од декември до март ќе бидат реализирани 5 часови за готвење, секој со време траење од 180 минути. Оваа иницијатива ќе се имплементира во соработка со Сдруженијето за социјални иновации АРНО во партнерство со Slow Food Водно и училиштето Лазар Танев. За присуство на часот по готвење, заинтересираните ќе треба да си купат ваучер кој чини 1200 денари, а средствата од продажбата на ваучерите ќе бидат реинвестирани во учениците готвачи. Она што е важно е дека максимум учесници на секој час може да се пријават до 10, а ваучерите за секој час ќе можат да се купат преку купи карти за се.
Додека пак на нашата страница, веб страница culinari.mk се заинтересираните ќе може да дознаат за секој час поодделно нешто повеќе. Организаторите овој проект го посочуваат како пример на широко партнерство и платформа во која сите вклучени страни имаат бенефит, односно стручното образование за кое во последните неколку години губат интерес средношколците, го подобрува својот углед. Учениците добиваат дополнителни обуки од докажани готвачи. Готвачите добиваат промоција, а организациите одржливост. Инспирацијата за проектот постои што од многу одамна. Ние во 2013 се основавме токму по инспирација од Джейми Оливер и неговиот ресторан 15, кој што е социјално предпријатие. Се вративме во Македонија, меѓутоа свативме дека да се отвори ресторан е преамбициозно за нас. И затоа во 2015 веќе организиравме едни часови за готвење кои што имаа помодерен концепт, меѓутоа се одлучивме да аплицираме оваа година за поддршка и ја добивме благодарност до донаторите Connect, кои што преку нивниот проект Промени за одржливост финансиран од Европската унија, всушност и помогнаа сето ова да се случи денес. Разликата од часовите за готвење во 2015 и оние што ги нудиме сега на пазарот на труд е во тоа што, како што кажавте сами, сега пробуваме да го интегрираме slow food концептот. Зошто го правиме ова? Затоа што од една страна ние како граѓанска организација исто така ја поддржуваме локалната економија, локалните поддржувачи, меѓутоа сакаме и самите ученици кои што ќе се јават како асистенти на часовите, кои што се готвачи од ова училиште и се идните шефови во Македонија, сакаме да се запознаат со важноста на овој концепт и ета така заедно со партнерски со невладината организација Slow Food ја создадовме програмата и ја нудиме на пазарот. Василка Димитровска од Slow Food Водно вели дека стремежите на организацијата Slow Food се да се промовираат локалните производи и да се намали транспортот на храна од далечни земји, со што би се намалиле трошоците и загадувањето. Идејата е да се приготвуваат старите рецепти, но со нова и модерна декорација. Основната разлика помеѓу fast food и slow food не е само во времето на приготвување. Нешто за кратко време се приготвува, а slow food ко нешто долго време се приготвува. Разликата е во уживањето, во приготвувањето, во уживањето, во консумирањето и во благодетот кој што потоа го чувствуваме. Тоа е slow food. Значи да се ужива додека се јаде, да не се седи пред телевизори да се џвака, да не се седи со наведнати стомаци, туку да се седи на трпеза, да биде поставена трпезата семејно, да се заштити традицијата, она нешто што ние некогаш постојано го имавме во нашите домови, во 3 сат сите на руч. Нивното искуство сегашно, кое што го стекнуваат со развој на нови технологии во гастрономијата, ќе овозможат се она што било традиција, малку да го изобличат, да го направат модерно, меѓутоа вкусот и мирисот да не потсетува на бабите наши. Готвачите кои ќе бидат вклучени во проектот ќе работат на различни теми, и тоа сирење на трпеза, тркало на сезоните, месеници од тефтерот на баба, протеински растенија и риби од нашите води. Дали може за еден час или за овие 10 часа да се научи да се готви? Може да се научи, секако дека може да се научи. Може, не може све да се научи, али повеќето може да се научат техники, вредностите на јадењето и начинот на работа. Кои се позаинтересирани? Еве, досега слушнав дека се веќе продадени часовите. Имате ли некоја информација, мажите или жените сакаат повеќе да готват? Па да ви кажам најискрено, мислам дека мажите. Прво е многу важно да се осети нели енергијата со храната, допирот на самата личност со намирниците, да се осети тој момент да се изработи со многу љубов и секако со наша помош да научат нови техники во изработување на нешто традиционално, но сепак помодерно. Еднава се вика slow food, другава храна се вика fast food. Навистина ли е потребно толку многу време за да се подготви, па за тоа ја викаме slow food? Има работи кои се навистина малку позахтевни и потребно е повеќе време, меѓутоа постојат сепак и јадења кои се приготвуваат побрзо, меѓутоа се на таков начин се изработуваат на
на природен начин, се користат локални производи. Сепак ние овде се бориме за да ги зачуваме, нели, локалните производи и да продолжиме и понатаму да го пренесуваме тоа на идните генерации. Јас ќе готвам тргалото на сезоните. Таму ќе користам намирници кои што се сега во сезоната. Ќе подготвам десерт со костени и сармички на паре. Асистенти на часовите по готвење ќе бидат учениците од готварската струка во училиштето Лазар Танев. Директорот на училиштето Зоран Николовски истакна дека реализацијата на часовите по готвење во кујната на училиштето представува промоција на самото училиште и на готварската струка, која е една од најплатените на пазарот на трудот во Македонија. Сето ова го збогатува и нашиот воспитно-образовен процес, бидејќи кога нешто се случува во нашето училиште, тогаш што е предмет на пропаганда, на реклама, на промоција на нашите занимања кои што се далеку дефицитарни и барани на пазарот на трудот, не само во Република Македонија, туку и пошироко. Како ќе бидат вклучени учениците во целиот овој процес? Тие ќе бидат прво асистенти на овие големи готвачи, што ќе готват, меѓутоа и тие можат да учествуваат индиректно преку следење на овие часови, но потоа и преку дисеминацијата која што ќе им ја направат големите шефови во текот на нивните подготовки и после тоа. Овој проект главен акцент става на продажбата на часови за готвење, но има и поголеми предприемачки амбиции, како тимбилдинг активности за компаниите и организирање на кулинарски туристички тури. Поради изведување планирани технички зафати во дистрибутивната електромрежа, утре во одредени периоди од денот без напојување со електрична енергија ќе останат делови од општините Карпош, Центар, Ѓорче Петров и Аеродром. Корисниците од улицата Будимбештанска во општина Карпош утре од 12 до 13 часот ќе останат без напојување со електрична енергија. Од 9 часот до 11 часот без струја ќе бидат и корисниците од улицата Макајовски, број 36 и број 39, и од улицата Црвена вода, број 36 во општина Центар. Од 9 до 13 часот корисниците на делови од улиците Ѓуро Салај, Алекса Демниевски, под улица 19 и Даутица во општина Ѓорче Петров. А од 8:30 до 12:30 часот корисниците од улиците Илија Димовски Гоче, Кресна, непарните броеви од 9А до 19А во општина Аеродром. Како што информираат од регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, причина за прекинот во снабдувањето со електрична енергија е изведувањето планирани технички зафати во дистрибутивната електромрежа од страна на екипи на ЕВН Македонија. Во раните утренски часови утре ќе има слаби локални врнежи, а во текот на денот ќе биде променливо облачно и студено со засилен северен ветер. Во наредните 2 дена времето ќе биде стабилно и суво со ниски утрински температури. Под влијание на нов влажен бран од сабота попладне ќе има повремени врнежи од дожд, кои в недела и понеделник на повисоките места и на планините ќе бидат од снег. Како што соопшти управата за хидрометеоролошки работи, утринската температура утре ќе се движи од -1 до 6, а дневната од 3 до 11 степени. Најстудено ќе биде в петок со утринска температура од -9 степени. Во Скопје утре температурата ќе достигне 8 степени, четврток 5 и петок и сабота 7 степени. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам на вниманието, а повеќе информации има на нашата веб страна mtm.mk и следете на социјалните мрежи Facebook, Twitter и на YouTube. Пријатно!